Територијалната противпожарна единица го одбележа денот на македонските пожарникари. Командантот на Велешката единица изрази задоволство од она што 30 пожарникари успеа да го постигнат во изминатата година. Ја потенцираше и плодната соработка со граѓаните, со кои се работеше на подигнување на свеста за заштита од пожари во стамбените објекти. И најдуваме на проблеми и на решавање на проблемите. Значи предизвиците се да се сретнеме со граѓаните, каде што запоставена едукацијата, сакаме да им се сближиме, со тоа ни помогна доброволното друштво Видра алката меѓу граѓаните и професионалната единица. Ги увидовме грешките, луѓето сватија во индивидуалните и стамбените згради, сватија во руралните средини дека се грижиме за нив, се приклучија кон нас, значи заеднички на една маса ги согледавме проблемите и решиме заедно да ги решаваме. Се надевам дека нема да пропуштиме ништо од сето тоа за решавање и мислам дека едукацијата, работа, труд и соработка меѓу луѓето. Пожарникарите денеска ги поздрави и председателот на Советот Александар Колев. Тој им заблагодари во името на сите граѓани за нивната подготвеност и пожртвуваност, максимално и посветено, одговорно да ја извршуваат својата задача во најтешки моменти. Во името на граѓаните на општина Велес и мора да потенцирам дека општина Велес и граѓаните на Велес се горди на вашиот сегашен ангажман, на вашата храброст, на вашето учество во справувањето со огнената стихија и со останатите предизвици во разни елементарни непогоди. Упатувам честитки и за инвентивноста која што територијалната противпожарна единица ја покажа во изминатиот период, како и за општествената одговорност која што ја покажа, воведувајќи во своите секојдневни активности едукација на граѓаните за справување со предизвиците на огнените стихии. Територијалната противпожарна единица за децата штитеници на Дневниот центар за лица со посебни потреби денеска донираше вредносен ваучер во висина од 5000 денари. На училиштата и јавните институции пак им беа врачени благодарници за соработката, а признанија добија и пожарникарите кои најмногу придонеле во изминатата година во справувањата во кризни ситуации.